Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание на емисијата го посветуваме на една интересна работилница, организирана од Спортскиот универзитетски сојуз на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, наменета за студентите и академскиот кадар на универзитетот, но и за спортските работници од Битола, на тема спортска администрација и спортски менеджмент. Предавачи беа председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски, генералниот секретар на комитетот професор доктор Сашо Поповски. Се работи за меѓународна обука, која се практикува секаде во светот, со која се добиваат минимум квантум на знаења, кој пак се предуслов да се оди понатаму во делот на спортската администрација и спортскиот менеджмент. Учесниците на оваа работилница имаа можност да дознаат што се нуди Олимпискиот комитет, но исто така да дознаат и добри начини за деловни практики. Ова меѓу другото ни го кажа председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски, со кого разговаравме пред одржувањето на работилницата. Слушнете го продолжение. Кажете ни повеќе за оваа спортска работилница. Ова еден прекрасен настан кој што повеќе години го одржуваме, мислам дека ова 10-та година поред. Ми е драго што во Битола, мислам дека втор пат се навраќаме, бевме пред некои 4-5 години. И е настан во кој што сите спортски работници кои што ќе бидат денеска присутни ќе имаат можност да слушнат новитети кои што им се на располагање како се што го нуди Олимпискиот комитет, меѓутоа ќе слушнат и добри начини на практики деловни, како да го организираат клубот, како полесно да пристапат до фондови, не само локално, него интернационални, Erasmus плюс проекти и сето она што се вика наука, која што ќе им биде од полза во унапредување на нивната работа. Исто така ќе поразговараме и за спортско-арбитражниот суд, како да го користат, за антидопинг, добрите практики, како да ги разберат, да ги практикуваат во својата работа и секако ќе имаме еден дел на отворени прашања и дебата на сите теми кои што сметаат дека се интересни, а кои што ние ќе имаме задоволство да ги споделиме со спортските работници, наши колеги тука во Битола. Работилницата наменета за студенти и академски кадар, но и за спортски работници, како што кажувате, на крајот добиваат сертификат кој што ќе влезе во нивните CV-а и секако може да им помогне понатаму, како во развојот на нивната професионална кариера, но и за отворање на спортски клубови и слично. Па секако ова е меѓународна обука, значи ова е еден програм кој што се практикува секаде во светот, вклучително и кај нас, кој што практички овозможува минимум квантум на знаења кои што се предуслов за да се оди понатаму, значи секоја една ваква обука се надградува, меѓутоа и овој сертификат кој што ќе го добија денеска и како е почитуван, бидејќи спаѓа во редот на меѓународно признани сертификати секаде во светот и секако некој бод ќе им допринесе каде год да аплицираат во сопствената работа. Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола доста вложува во спортот за студентите. Неодамна беше формиран Спортски универзитетски сојуз на УКЛО, нешто што секако значи плюс. Планирано е веќе со планираната програма веќе изготвена од 2025 да се започне со реализација на програмата, доста обемна како што имав можност да слушнам. Меѓународниот олимписки комитет со поддршка за организирањето и реализирањето на ваквите активности. Битола е спортски град, секако не само што е спортски, него и универзитетски град, така да е навистина има многу можности кои што треба да ги искористи, бидејќи немаме многу градови со толку богата спортска култура, значи веќе не само како што на времето беше само фудбалот и ракометот, сега и кошарката е многу актуелна, така да генерално се надевам дека и другите спортови полека ќе си го добијат своето место, секако зимските спортови, и Битола е еден од градовите кој што навистина може да биде вистински полигон за спортски напредок.
нормално, без едукација и без наука тоа е невозможно, бидејќи вистинскиот спортски резултат во денешно време е спој на многу знаење, на многу добри практики, на многу технологија и посветеност. Така да, затоа сме денеска и тука, за сето ова го возможиме на наша драга спортска битола. Екипните спортови се релативно доста застапени, индивидуалните спортови може би треба малку повеќе со оглед на тоа што треба да се најдат поединците кои што навистина се посветени на тоа, да се анимираат и може би да се помогнат малку повеќе во однос на што значи реализација на тренери, опрема и испраќање на надпревари, може би и надвор од државата. Секако, значи ако можеме да ја оцениме состојбата во колективните тимски спортови како задоволителна, тоа секако не е случај со индивидуалните. Многу повеќе треба да вложуваме, бидејќи многу е потешко да се направи европски, светски резултат во колективен спорт, а многу полесно во индивидуален. Затоа тоа треба да биде токму идниот таргет. Мора да се многу внимава и многу да се вложува во индивидуалните. Мене ми е жал што Битола имаше една привилегија да единствено имаше гимнастичка сала, мислам дека сега ја нема. Тоа е нешто што не сме да си го дозволиме. Мора многу да се посветиме сите, да поработиме многу повеќе, да ја вратиме и гимнастиката во градот, бидејќи е потребна, тај е базичен спорт, ни треба на сите, меѓутоа да вложиме и во атлетика, да вложиме и во сите боречки спортови, бидејќи имаме добра традиција во нив и секако една добра стратегија, бидејќи како се вика, цело е кога има се. Не можеме да развиваме тимски спортови без базични. Се надевам дека и Битола, не знам докаде е изградбата на базенот, се надевам дека ќе имаме и базен, дека ќе имаме и се, бидејќи навистина Битола го заслужува тоа. Сега сосема за крај, во 2025 организирате еден, или домаќини сте на еден извореден настан, ајде малку повеќе за тоа. Тоа е најголемиот олимписки настан што го имала нашава држава, значи Македонија ќе биде домаќин на европските младински олимписки игри, настан кој што е во календарот на 25-та е оценет како најважен европски спортски настан. Токму ќе биде во нашава држава, најголем дел ќе биде во Скопје, 12 спортови, 2 ќе бидат во Куманово, така да генерално мислам дека еден настан каде што ќе имаме шанса да направиме рестарт на една многу спортови, на една цела млада генерација од 16 до 18 години, ќе имаме учество во сите тие спортови, што е привилегија и на кои се учества само со норма, вака како домаќини ќе имаме можност во сите дисциплини да имаме и тоа е вистинскиот момент да го направиме тој вистински рестарт за сите спортови и повторно во следните неколку години да почнеме да се радуваме на врвни спортски резултати како што тоа беше до пред некое време. Кога ќе се одржуваат? Тие се во месец јули од 19 до 26 јули следната година. Подготовките се предпоставувам во тек, може би некои при крај? Па, жестоко се работи, бидејќи се работи за многу комплексен настан, така да тоа ни е сега во моментов најбитната прва работа која што ја работи. Добро, ме интересира за учеството на нашите представници на овие игри, на овие средби. Веќе се избрани, рековте норма не е потребна. Значи, најдобрите македонци кои што ги имаме во секоја дисциплина ќе учествуваат. Секоја федерација која што е на програма на спортовите интензивно веќе работи, знаат кој годиште учествуваат, веќе ги посочи и најдобрите селектори на тие генерации, така да верувам дека во периодот кој што следи до игрите има уште 9 месеци доволно време да се селектираат и подготват најдобрите на најдобар начин. Добре, јас сега ќе тргам на наша страна, мислам на страната на Укло. Имаме одлично златно момче каратист Петар Заборски, студент на факултетот за безбедност во Скопје со изворедни достигнувања на светско ниво. Ќе влезе ли тој во групата кои што или ќе го представуваат или екипата, репрезентацијата на Македонија? Петар е прекрасно момче, ние сме секогаш сме го поддржували секако. За жалење каратето не е повеќе олимписки спорт и не е веќе на програмата на овие игри, меѓутоа не значи дека нема да биде вклучен во некое друго својство. Ви благодарам за разговорот и драго ми е што еве денес да сте тука заедно со нас, со студентите на УП. Ми беше многу драго. Поздрав до сите битолчани и еве денеска некои посебни емоции ми се разбудија бидејќи дојдов во местото каде што далечната 87 служи војска. Во старата касара. Во старата касара. Драго ми е. Имајте убав ден.
На работилницата присуствуваше и проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Пуневска-Талевска, која запознавајќи ги присутните со Спортскиот универзитетски сојуз на УКЛО, истакна. Неодамна го формиравме на универзитетот, после долгогодишни подготовки и обиди, една година се обидувавме да го формираме Спортскиот универзитетски сојуз на задоволство на сите, да ги здружиме силите на неколку заинтересирани соосновачи на Спортскиот универзитетски сојуз со една единствена цел на нашите студенти да им возможиме уште повисок и подобар стандард во делот на спортот, спортската рекреација и спортската култура. Сега одиме со музика, а потоа ќе пренесеме акценти од одржаната работилница. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој, каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ке останеш мој, само мој, до небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо. Јавене повторно назад во програмата на УКЛО ФМ Битола во емисијата за Универзитетот Отворено, во која информираме за одржаната работилница на тема спортска администрација и спортски менеджмент, организирана од Спортскиот универзитетски сојуз на УКЛО со предавачи од Македонскиот олимписки комитет.
Во мотивирачкото обраќање пред присутните студенти, академски кадар од уклоно и спортски работници од Битола, председателот на комитетот Даниел Димески го поздрави формирањето на Спортскиот универзитетски сојуз на Укло како важен чинител за обединување и репрезентирање на спортско-рекреативни активности, не само за студентите и академскиот кадар на универзитетот, туку и пошироко во заедницата на локално, национално и меѓународно ниво. Еве што рече при тоа. Оно што е многу важно за нас што во Битола се изнашле сили да се оваја област така скрои да ја имате веќе и институционалната поддршка, што е многу важно. Не се многу места во нашава држава каде што можете и на факултетот да го учите тоа што сте го избрале како ваша една професија. Ми е многу драго што конечно се свати во нашава држава дека и менаџирањето со спортот е една многу важна област. Значи, не е важно само да се спортува, секако дека е многу важно, меѓутоа само спортувањето без квалитетно менаџирање не може да дојде до квалитетен резултат. Многу поценета област, бидејќи кај нас секој кој што мисли дека може да потроши некоја пара во спортот, се смета доволно компетентен себе си да се перцепира дека може и да менаџира во спортот, што е погрешна констатација, и тука се случуваат многу хаварии. Имаме ситуации каде што ќе се потрошат огромни средства во вложување во играчи, има некоја еуфорија, таа еуфорија трае, меѓутоа ако нема доволен квантум на знаење како тоа да се осмисли, да се максимизира тој резултат и да остави подлабок трак, значи да не трае додека трае таа првична еуфорија, тој проект е краткорочен и е осуден на долгорочен неуспех. Значи ќе трае година, 2-3 и после тоа ништо. Значи квалитетното менаџирање ви овозможува да клубот, кога ги има своите златни 5 минути, а секој има некои златни 5 минути, да ги искористи да траат подолго. И кога ќе биде моментот на промена, бидејќи спортот како и се во животот е циклична работа. Кај нас ни се случува, имаме некој пик и после тоа потоп и нема ништо. А генерации и генерации поминуваат и можно е во тие генерации да фантастични таленти испуштиме. Зошто не им се поводил циклусот да бидат во жижата тогаш кога биле најсилни. Затоа е многу битен овој стратешки спортски менеджмент, да ги ублажиме тие моменти, да знаеме да го препознаеме вистинскиот момент, да го знаеме да го препознаеме кога вистинскиот спонзор се појавил моќен, мотивиран, силен, да го искористиме максимално продуктивно, да го вткаеме во градење на тие резултати. Зборувајќи за организацијата на спортските клубови, Димески посочи дека тие нема да може да функционираат доколку немаат квалитетен спортски менаџер и квалитетен спортски директор. Во однос на финансискиот менеджмент на спортските клубови, тој истакна. Спортскиот клуб, кога го градите, ви мора да имате структура. Озбилен спортски клуб мора да има своја канцеларија, мора да има органи на управување, мора да има генерални секретари, мора да има спортски директор. Мора да има квалитетна комуникација со меѓународните организации, мора да има квалитетна комуникација со домашната федерација. Информацијата денеска е од непроценливо значење. Правилна информација во правилно време многу вреди. Ако сте надвор од текот на информации, автоматски сте осудени на неуспех. Затоа секој еден клуб мора да го структурираме од почеток како што треба. Луѓето убави околу вас ќе ви дадат можност прво да бидете магнет кој што ќе привлекува. Сите околу вас ќе осетат вашата енергија, дека имате убава желба, дека имате визија и компетенции тоа да го направите. И ќе видите како преку ноќе одеднашка таа приказка ќе почне да расте. И ќе видите дека таа работа едноставно има иднина, дека луѓето ја препознаваат, дека ве поддржуваат. Немојте да бидете шкрти во своите перцепции. Значи, секогаш визијата е таа која што мотивира. Значи, луѓето сакаат да следат големи визии, големи проекции. Тука
е она што е многу важно, бидејќи тоа е најмоćната алатка на спортот да анимира луѓе. Во своето обраќање пред учесниците во работилницата за спортска администрација и спортски менеджмент, Димески посочи дека е мощне важно и наставниците по физичко воспитување да имат вистинско место во процесот на образование. При тоа посочи: Ми е многу драго што лично учествува во еден многу важен проект, што една од моите најголеми заложби беше да воведеме физичко од прво оделение со посебен наставник. Многу важна работа. Зошто? Бидејќи од прво ден, од градинка се почнува. Нема сите да бидат професионални спортисти, ама ќе го засакаат спортот. Ќе му го доближиме спортот на детето. Некој дете ќе сака да спортува професионално, некој ќе сака рекреативно, некој ќе сака дури и да гледа спорт. И тие ни се важни, бидејќи преку гледањето, преку навивањето, исто така се дел од тие вредности се впиваат. Господ не дал секој да биде врвен спортист и не треба. Меѓутоа, една таква пријатна работа како спортот, која што е битно да биде делот од животот на секој еден човек, можеме да го направиме да му биде тоа блиско, да го чувствува блиско спортот, да го сака, бидејќи тој па ви дава можност да се чувствувате припадник од една група. Дали е таа навивачка група, дали е таа градска, дали таа националното чувство. Како македонци најдобро се гради со идентификување ни спортот, ни спортски успех. Спортскиот успех е најдобриот амалгам што ги спојува сите работи. Јас ја имав таа прилика да бидам директен учесник во дочекот на нас кошаркарите после Литвани. Па немаше луѓе кои што нема да ги видиш среќни, озарени, што се гушат, што се бацуат. Ми викаат, ние овие 10 дена станавме подобри луѓе, вика. На улица предност даваме, на семафор предност даваме, сите некако, како други луѓе станаме, вика, никој да не сме тие истите. И тоа е вистина. Значи, толку малце требаше да ние се осетиме други, да се осетиме супериорни. Битно е мотивите да ви бидат максимални. Значи, да освоите максимален резултат. И кога така ќе се измотивирате себе си, ќе видите дека и тоа ќе стане. Ама тој менталитет се гаи. Затоа ние полека почнеме сите, од професорите, од луѓето кои што работат во клубовите, до сите, мора да почнеме тој менталитет да го гаиме, да го негуваме. Бидејќи кога ќе го постигнеме тој менталитет, тој не е еднаш за секогаш. Тој треба стално да се подхранува. Зашто? Зашто таа недоволно самочувствие што го имаме ние, одма ве оклопне и одма па почнува. Добро, тоа само тогаш беше. Не бива више. Тоа е нешто што е страшно. Че не сме да дозволиме. Ако веќе седнаш, кога сме стигнале до таму, пак ќе стигнеме. Прашање дали тоа ќе се случи уште денес, или утре, или заутре, или за година, две, а ќе се случи пак. Не може да не се случи. И не смеме на таа малодушност. Таа малодушноста е најтешката болест на македонецот. Малодушноста е као така, се. Тој момент, вие, вашата генерација млада, мора да го надмине. И ми е драго што го надминува. Ова поднебие дава една таква генетика која што е многу добра. Имаме многу квалитети кои што само чекаат малце добра почва да искочат на видење. Се зависи од вас. Бидете настојчиви, барајте. Човек што не бара не добива. Барајте од нас, од клубот, од факултетот, од општината, од било кој. Бидете настојчиви, бидејќи оваа работа што сте избрале, ќе видите колку врати ќе ви отвори понатака во живот. Спортот ја има таа магија да ви отвори многу врати. Нема сите да живеете од спорт, некој ќе живеете, меѓутоа тие што ја имате оваа магија ќе ви помогне да отворите многу врати, кои што ќе ви се најдат у животот кој што ќе го живеете понатака. Во
Во рамки на работилницата предавање имаше и генералниот секретар на Македонскиот олимписки комитет професор доктор Сашо Поповски, кој ги запозна присутните со правните регулативи важни за функционирањето на спортските клубови и федерации. Сега одиме повторно со музика, а потоа ќе го привршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио по ФМ Битола. Те сретнам тебе, мислев дека љубов е што помалку да дадам, на крајот да им земам се. Но мојот свет се пресели во твоите очи бакарни, ко во песок жив потонав во нив, кога рече ти разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Во овој свет на лаги само ти си вистина, среде мрачен океан, единствен остров светлина. Ко боз да газам преку жар, брзам да ти прејдам праг, маска отфрлам и срце отворам, да ми кажеш пак. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Работилницата за спортска администрација и спортски менеджмент, која се одржа минатата недела, е првата од серијата настани активности планирани во програмата на Спортскиот универзитетски сојуз на УКЛО. Изготвена е инаку обемна програма за работа, голем број настани активности наменети за студентите, академскиот кадар на УКЛО, но и пошироката заедница. Слушнете повеќе од разговорот што го водевме со Николче Костовски, раководител на секторот за спорт и спортска рекреација на Спортскиот универзитетски сојуз на УКЛО. Николче Костовски, директор на секторот за спорт и спортска рекреација
Прва работилница, спортска администрација и спортски менеджмент. Ајде нешто како дојде до идејата за одржување нова работилница и која е целта? Ова е работилница на Меѓународен олимписки комитет, која се спроведува широм светот. За Македонија нормално Македонски олимписки комитет ја спроведува. Долгогодишната соработка која имаме со луѓето од Македонски олимписки комитет овозможи да ова работилница донесеме и во Битола за студентите и спортските работници кои се заинтересирани за оваа тема. Сертификатите кои ги добиваат слушателите од оваа работилница се меѓународни сертификати од Меѓународен олимписки комитет, така да се работи за наистина вредна работилница, со која што студентите добиваат можност за развивање на алтернативна кариера. Можноста за користење на овој сертификат понатаму е во насока на вработување во различни спортски организации, бидејќи со најавените измени во Законот за спорт и генерално во законодавството во Македонија, неопходност ќе биде поседувањето на ваков или сличен сертификат за работење во спортски организации. Ова ќе значи многу за студентите на во секој случај. И за студентите и за спортистите, секако. Неспорно е дека придобивката е голема и ова е само почеток. Значи, следно нешто е обуката која е 6-месечна обука која планираме заедно со Меѓународниот олимписки комитет и Македонскиот олимписки комитет, а се однесува на направен спортски менеджмент и менеджирање на олимписки спортски организации. И тоа е нешто што би требало да се организира во текот на наредната година. За студентите академскиот кадар на УКЛО? Првенствено за студентите академскиот кадар, меѓутоа отворено и за останатите спортски работници. Ова е, како што кажувате, прва од серијата настани кои што ќе се реализираат во рамките на Студентскиот универзитетски сојуз на УКЛО. Да. Значи, секторот за спорт и спортска рекреација изготви програма за 2025 година, која е неверојатно обемна програма и неверојатно сеопфатна програма. Вклучени се различни спортови, што впрочем и суштината на постојањето на Спортскиот универзитетски сојуз. Од различни области има во суштина 3 дела на програмата. Програмата има културно-едукативен сегмент, има натпреварувачки сегмент, има спортско-рекреативен сегмент. Во сите тие сегменти има посебни настани, има посебни лиги за студентите, значи натпреварувачки сезони во кои студентите ќе можат да земат активно учество и формирање на посебни натпреварувачки екипи кои ќе се натпреваруваат во националните првенства во Македонија. Предпоставувам дека освен спортовите кои досега беа актуелни помеѓу студентите, ќе се воведат и нови. Нели тука беа како стандарди, да речеме, фудбал, кошарка? Колективните спортови се неизбежен елемент. Впрочем и најдобрите резултати се постигнати во делот на ракомет. Значи ние со машката ракометна екипа во соработка со ракометен клуб Феникс во последните 2 години имаме едно прво и едно второ место на студентските игри. Акцентот во однос на тој дел ќе биде ставен на формирање на машка и женска екипа. Меѓутоа од футсал преку напревари во тенис, во куглање, баскет 3х3, има посебни обуки за скијање, има посебни обуки за спортска анимација, има обуки за спортска рекреација во соработка со факултетот за физичка култура во Скопје. Ќе направиме обиди да имаме настани во танци, со акцент на спортските танци. Има многу, значи целата програма не можам да ви, мислам, не се секам на целата програма. Да, целосна емисија. Да, веројатно. Да, рековте дека ќе имате планирана е практично и школа за скијање. Да, значи со оглед на тоа што зимата е пред нас, рековте со активностите повеќе ќе се започне од 2025-та. Зимата на прагот, снег се надеваме ќе има, па ќе може и тоа да се реализира. Да, школата за скијање е предвидена со учество на лиценцирани обучувачи за скијање. Ќе биде заедно повторно со факултетот за физичка култура. Кај нив тоа е составен дел на едукативниот процес на студентите. Така да ние ќе се обидеме и ќе вклучиме и дел од нашите студенти кои не знаат да скијат. Најголем дел од трошоците во смисла на обука и се ќе биде на терет на сојузот, меѓутоа сместувањето и тие работи ќе бидат на студентите.
Добро, тоа како активност за која што допрва ќе треба многу повеќе да зборуваме и да ги информираме и да ги анимираме студентите. Така е, така е. Па, значи, не дека до сега Универзитетот Свети Климент Охридски не се трудеше да ги анимира студентите и не вложуваше во насока на спорт и спортска рекреација кај студентите, меѓутоа ова е повисоко ниво со формирањето на Спортскиот универзитетски сојуз и ние како луѓе кои се занимаваме со таа работа мораме многу попрофесионално и многу подобро да ја организираме цело тоа. Благодарам за разговорот. Се надевам дека целите ќе бидат исполнени. И јас исто така. На крај уште ќе речеме дека за сите настани што ќе ги организира и реализира Спортскиот универзитетски сојуз ќе информираме во програмата на Универзитетското радио УКЛ-ФМ Битола. Тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛ-ФМ Битола магистер Сонја Тандарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. УКЛ-ФМ Битола, ноември 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛ-ФМ Битола.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk